Да, се враќаме во студиото, како што најавивме Хајде Штериева Симоновиќ, извршен директор на ХОПС, Сдружение Опции за здрав живот од Скопје. Добре дојавте во студио 10. Благодарам сејат на поканата и што не отстапувате простор во вашата емисија да кажеме за достигнувањата на нашата организација и што планираме во иднина да работиме. Секако, јас кажав и во најавата, мислам дека сме некако сега имаме премногу голем фокус ставено на политиката, се разбира, во тек се претседателски и парламентарни избори. Мислам дека гледачите добиваат доволно информации за оваа област. Велам, ајде да видиме нешто што е исто така многу корисно за општеството, нешто што се случува. Вашето здружение постои 25 години, значи влегувате, вие фактички ја одите третата деценија од вашето постоење. Па ајде да кажеме ХОПС, многу одамна постоите, за што се залагате, што правите, кои се вашите главни фокуси? Значи, како што кажавте, официјално ХОПС е регистрирано како Сдружение на граѓани во далечната 99-та година. И затоа сега оваа 2024 прославуваме 25 години, меѓутоа како активност, како здружување на граѓаните со ист интерес, постоиме од 97. Само што неофицијално не сме биле регистрирани за после 2 години. Главен фокус на нашата организација, визијата прво ќе ја кажам, значи нашата организација има една така прилично, да речам, широка визија, каде што се залагаме за едно општество каде што сите ќе бидат еднакви, подеднакво ќе се третираат и каде што ќе се унапредуваат, односно сите луѓе ќе може да добијат здравствена и социјална благосостојба. Тоа генерално е нашата визија и ние 25 години на вистина максимално се трудиме да придонесеме во остварување на оваа визија. Вие сами во воведот кажавте дека политика не е само парламентарни, претседателски, не знам какви други избори, тоа е дел од политичкиот живот во државата. Делувањето на граѓанскиот сектор всушност исто така е дел од политиките во државата и граѓанските организации со својата експертиза може и тоа како многу да придонесат во креирање на добри политики кои што на крај ќе овозможат да живееме општество какво што ние го имаме замислено во нашата визија. Да, па јас кажав, да, политика можеби кога ќе кажеме политика се перцепира само она што се случува, да речеме, во собранието или во владата, или дека тоа е само политика, но не е. Значи имаме и здравствена политика, и социјална политика, и образовна политика, и секаква друга политика. Кога веќе почнавме за политиката, само што да кажам, па ќе кажам, после ќе се навртам на конкретното прашање за нашата организација. Значи, всушност, граѓанските организации треба да бидат партнери со власта, затоа што здружувањето на граѓаните во граѓанските организации е практикување на непосредна демократија. Тоа е нешто што е најидеалистичката, најпосакуваното во едно демократско општество, практикување на непосредна демократија. Од тие причини, значи, граѓанските организации мора да, и од друга страна и власта и политичките, партиските субјекти да соработуваат со граѓанските организации во смисла за градење на едно добро отворено општество во кое што сите граѓани ќе бидат еднакви. Добро, невладиниот сектор е не само тоа, туку и формалистички вклучен кај нас и во донесување одлуки, во подготовка на закони, во собранието, кога има разни сослушувања, комисии и така натаму. Невладиниот сектор е дел од системот. И нашата организација, тоа е прилично релативна работа, многу зависи во моментот каква политичка констелација ќе имаме. Значи има ситуација, меѓутоа ние не се откажуваме и секогаш се трудиме да се наметнеме ако не повикуваат да учествуваме на такви дебати, јавни расправи во собрание. И секако даваме своји предлози во пишување на закони, предлагаме измени на закони и тоа е една од работите која што ХОПС ја работи. Значи нашата организација, да се навртам на првото прашање, постоиме 25 години, имаме генерално 3 програми преку кои што ги остваруваме нашите цели, визија и мисија. Главната програма е таа што директно произлегува од граѓаните и работи за граѓаните. Тоа е програмата каде што даваме програма сервиси, даваме услуги директно на засегнатите групи на граѓани.
Претежно работиме со луѓе кои што употребуваат дроги, луѓе кои што се соочуваат со зависност од дроги, сексуални работници, жени, други жени во социјален ризик, како жени на пример што издржале казна затвор, жени бездомнички, понатаму жени кои што употребуваат дроги, понатаму исто така голем фокус ставаме и на децата во социјален ризик, посебно децата што се во ризик да почнат да употребуваат дроги или кои што употребуваат веќе дроги, како и деца на корисници на дроги со цел нели да ги поддржиме и децата, меѓутоа и родителите како семејство да тие деца нели не започнат со употреба на дроги. Тоа исто го правиме во дел од нашите центри каде што ги даваме услугите и секако превенцијата, односно заштитата од ХИВ на популациите, на клучните популации кои што се под најголем ризик да се заразат со ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги. Филозофијата на намалување на штети од употреба на дроги е многу интересна, значи сега ние конкретно нели, меѓутоа самата филозофија на намалување на штети значи еден навистина пристап кој што овозможува да се извлече најдоброто од едната ситуација, затоа што не може нели секогаш со со превенција или со репресија да се завршат одредени работи. Едноставно еве конкретно за употребувањето на дроги, ако некој одлучил да употребува дроги ниту со сила, тоа е докажано во декади, изминати декади, не само кај нас, туку и секаде во светот, меѓутоа ниту само со превенција може да се превенира. Превенцијата треба да се започне навремено и да биде структурирана нели преку програма во целото општество. Меѓутоа тие што ќе почнат да употребуваат дроги, мораме да им овозможиме нели информации и услуги кои што ќе го сведат на минимум, ќе сведат на минимум штетата од употребата на дроги. Да, добро, можеме ли да ги видиме вашите програми за кои зборувате, да ги видиме една по една, значи првата програма како што кажавте каде што е посета на давање на услуги директно на корисниците. Значи добро, таа ја нарекуваме ние еве програма сервиси и преку таа сервиси, да. Да. Имаме тука 3 дневни центри во моментот. Сме имали и повеќе, меѓутоа за жал поради кратење на нели финансиските средства моравме да затвориме дел од центрите. Значи имаме 3 центри различни кои што работат на различна проблематика. Едниот центар е центар за намалување на штети од употреба на дроги. Се наоѓа во Кисела вода и тука корисниците може да добијат услуги како на пример размена на стерилна опрема за инјектирање, а да вратат искористена опрема за инјектирање. Со тоа се превенира нели не само нивно лично заштита од ХИВ и други сексуално и крвно преносливи болести, туку се превенира нели се врши заштита и на другата популација, бидејќи доколку тие игли шприцеви бидат фрлени нели слободно во контејнери или некаде низ околината, секако дека представуваат ризик за останатите граѓани. Ние исто така заедно со дел од партнерските организации вршиме и повремени адхок акции или на пример на барање на најчесто со општина Кисела вода сме имале таква соработка за чистење на одредени локации. Ние имаме теренски тимови кои што работат на терен, така да ако они добијат сознание лично или ако некој од граѓаните, на пример нас како организација ни сконтактира или со општините, вршиме акции каде што се собира опремата, се пакува соодветно како инфективен отпад и се согорува во дрисла. Меѓутоа и сето тоа чини нели доста средства. Кога имавме многу повеќе средства, секако нели секогаш сме го правеле тоа бесплатно, меѓутоа сега посебно во последните 2 години со драстичното ограничување на финансиските средства, драстично сме ограничени да вршиме вакви акции кои што и тоа како се од значење за и нашите корисници и населението. Другиот центар е центар за поддршка на жени во социјален ризик, кој што е стриктно дизајниран и услугите се нели прилагодени и наменети само за жени. Значи тоа е еден безбеден простор каде што жени кои што се во социјален ризик, како што ги набравав, значи тука влегуваат жени што даваат или давале сексуални услуги, транс жени, жени кои што употребуваат дроги, жени кои што се бездомнички или што излегле од затвор,
жени жртви на насилство, каде што нели сите вработени во тој центар се исто така жени. Тука може да добијат услуги од типот на одржување на лична хигиена, туширање, перење, алишта, даваме од донации што имаме материјална помош во вид на алишта. Кога имаме некогаш даваме и друг вид на материјална помош. Тоа е дневен центар? Дневен центар, да, работи од 9 до 17 часот. За жал, се уште немаме средства, иако има огромна потреба да има, например, барем интервентен шелтер центар, каде што жени кои што во моментот немаат сместување, многу често се случува да жени кои што излезат од затвор, биле подолго време во затвор, немаат каде да одат, не се прифатени од семејството или немаат семејство, немаат имот на свое име и буквално првото излегување од затвор им е на улица. Ние се трудиме да помогнеме нели на овие жени преку наши соработници, донатори со други организации што соработуваме. Конкретно еве Љубезност, ќе ја спомнам, меѓутоа и други нели донатори кои што донираат средства да платиме кирија барем на пример за еден месец, да тие жени не завршат на улица, затоа што улицата за секого е ризик, меѓутоа посебно за жени во ранлива позиција е посебен ризик да бидат и жртви на родово базирано насилство и да повторно сторат некакво кривично дело доколку нели се излезени од затвор или на пример да влезат, не знам, да потпаднат под во синџирна трговија со жени и слично. Така што добро, и третиот центар само да го спомнеме, зашто беше третиот? Третиот центар е исто така многу важен центар за рехабилитација и реинтеграција на луѓе кои што се соочуваат со зависност од дроги. Тука даваме услуги нели за луѓето, тоа се една доброволна база, значи присилно никого не можеме да го вклучиме во овој третман, во оваа програма за третман на зависност од дроги. Тука добиваат услуги од психолог, психијатар, социјален работник и по потреба правник. Значи кажав некако Не, водет, сакав да потпрашам, во што се разликува од првиот центар, бидејќи Од првиот центар се разликува затоа што таму доаѓаат луѓе кои што активно употребуваат дроги. Во овој третиот центар доаѓаат луѓе кои што решиле се веќе вклучени на третман доколку опијатна зависност или абстинирале или сакаат, имаат волја да почнат со третман на зависноста. Например, еве конкретно спомнав на почетокот дека нели најголем дел од корисниците што ние ги контактираме се зависници од опијатни психоактивни супстанции, како што се хероин, метадон и слично, меѓутоа се поголем е трендот, малтене се соочуваме со епидемија во општеството и тоа се повеќе помеѓу млади луѓе на употреба на стимуланси како што се кокаин, амфетамини и други нели стимулативни дроги, и за овие дроги нема посебен третман, нема програма за лекување, национална официјална програма медицинска базирана на докази, така што да речам нашиот центар единствен како дневен центар како таков овозможува услуги од типот на психолог, психијатар, каде што луѓето можат да започнат некаква програма за третман на зависноста. Исто така социјалниот работник имаме и окупационен терапевт кој што овозможуваат да тие лица нели започнат со вклучување во општеството преку барање работа или ако веќе работат задржување на работата или не знам довршување на образованието. Исто така многу работиме со семејствата секаде каде што има простор за тоа, бидејќи многу често овие луѓе се исклучени од нивните семејства. Ама многу е важна поддршката од семејствата и најчесто успешните случаи на третман на зависност значило и поддршка од семејството и како што кажав работиме со деца на корисници. Во овој центар конкретно имаме едукатор за деца кој што нели работи со децата, имаме креативни работилници и со деца, меѓутоа и со возрастните, исто така во овој центар, а со децата се трудиме преку донатори да обезбедиме нели вклучување во социјалниот и културниот живот, например, не знам, посети на надпревари, на театар, на кино, во зоолошка градина, различни активности, например, проект Среќа со години наназад донираат за неколку деца од тие што го посетуваат нашиот центар да одат бесплатно на годишен одмор, што представува за овие деца, не знам каква среќа да ви описам, буквално
ги усреќуваат и нив и нивните семејства. Така што тоа во претходните два центри рековте што се разликува. Во првиот центар, освен размена на опрема, исто така има социјален работник, бидејќи тука најчесто доаѓаат луѓе со прилично посериозни социјални проблеми од типот на, не знам, првенствено немање лични документи, па им се помага да се обезбедат лични документи, понатаму, не знам, остварување на социјална помош, повторно барање на работа. Исто така таму имаме правник, правна советничка која што исто така овозможува бесплатна правна помош за сите проблеми со кои што се соочуваат овие луѓе, независно дали од кривично правна област или од било која друга правна област. И исто имаме медицинско лице кое што овозможува базичен третман на рани од долготрајна и неправилна употреба на дроги. Тоа е еден од основните елементи на намалувањето на штети, затоа што нели тие што долго време инјектираат потоа се соочуваат со дополнителни здравствени проблеми. Кога пред малку спомнавте за, како што велите, епидемија од тие нови субстанции, како што е кокаин, амфетамин или други, ми се чини дека општеството и самата кажавте не постојат програми, дека не се третираат веќе како некои сериозни дроги, се третираат некако како нешто што е присутно, па би ја спомнал тука и марихуаната, имаше огромна дебата околу марихуаната, нели, кога беа тие закони за делумна легализација, за можност за продажба на одредени категории на лица, нели, што имаат медицинска документација, дали е штетна или не е штетна, но сепак мислам дека сепак се уште се води како дрога. Да, добро што го спомнавте ова прашање, затоа што ние како организација работиме и на тоа заедно секако нели со нашите партнери и долги години застапуваме од една страна и за отварање на превентивни, за воспоставување на превентивни програми. Прво да објаснам како треба да изгледа превентивна програма. Значи тоа не е нели еднаш во годината или два пати ќе се сними некој спотче, кажи не на дрогата, ќе ги плашиме младите таму со некакви филмчиња, слики, значи верувајте дека тоа не дава никаков ефект. Програма за превенција од употреба на дроги и генерално програма за зависности е нешто многу покомплексно кое што треба да го развијат. Значи прво треба да се направат национални стандарди по основа на кои тоа не е нешто што ние треба да го измислиме од нула, затоа што веќе во Европа има направено согласно Европската стратегија за контрола на дроги, има направено развиено одредена програма која што треба да се адаптира на нашиот контекст и на потребите. Значи треба да има програма која што ќе се однесува генерално и најчесто оваа програма треба да започне рано во училиштата. Значи таа програма треба да биде нели да речам за општа популација, е еден вид на програма која што ќе ги опфати децата во пред се почнувајќи прво во основните училишта, да речеме можеби во погорните одделенија, а потоа ќе продолжи во средните училишта, па дури ако треба и на во високообразовните установи. А следната програма е за работа со деца кои што се наоѓаат во посебен ризик. Значи, например, деца без родители, родителска грижа, деца на улица, деца во социјален ризик, деца во судир со закон. Значи, тие се посебни као подпрограми, да речем, кои што се специјално дизајнирани за овие да се превенира влегување во зависности кај овие деца. Ние превенствено не работиме на областа на дроги, меѓутоа морам да спомнам дека кај младите, освен зависноста од психоактивни супстанции, во кој влегува и алкохолот и секако и канабисот, како што кажавте. Значи, многу често се почеста е зависноста од, да не речам, интернет и тие, како се викаат, игрици сега, стручно баш не знам, и тоа го посочуваат и психијатрите со кои што ние соработуваме. Дека и тоа е исто така зависност. Да, во однос на застапувањето за декриминализација, односно легализација на канабисот, значи ние како организација застапувавме првенствено, затоа реков заедно со партнерите, претежно тоа се пациентски организации, од 2016 година застапуваме за да се употребува канабисот и неговите деривати за медицинска употреба и секако тоа треба нели соодветно да е контролирано во законот. Исто така благодарение на нашето застапување се извршија измени во кривичниот законник и тоа е едно од огромните достигнувања што ги имаме постигнато во овие 25 години, да личната употреба, односно луѓето не се тие што само употребуваат, нели, што не се дилери и трговци со психоактивни со дроги,
и прокурзори, да тие не се прогонуваат кривично, затоа што кривичниот прогон и репресијата само дополнително придонесуваат овие луѓе да бидат потиснати во маргините на општеството и да не можат да бидат вклучени на третман, да не може да се ресоциализираат, рехабилитираат и реинтегрираат. Добро, колку ви помага, ајде да речеме, претпоставам дека проектите се финансираат и од независни извори. Имате ли некаква подлога на тоа? Колку се финансирате од независни извори, од меѓународни организации и така натаму? Колку ви помага државата? Да, ќе ви кажам, ние, значи, секако организација, нели секоја година мораме да направиме и претпоставам повеќето организации го прават тоа, правиме финансиски план во иднина како ќе се, затоа што ние имаме веќе план, нели стратегија што ќе работиме во следните 4 години, па нели секоја година врз основа на тоа правиме програма. Правиме и таков финансиски план. А на крај на година правиме и финансиски извештаи и ревизија на целото финансиско работење на организацијата. Од тие податоци можам да кажам дека до сега нашата организација 70% е финансирана од национални и меѓународни донатори, како што се, например, сега првенствено, ако ми дозволите, ќе кажам, ќе искажам огромна благодарност за фондацијата Отворено општество Македонија и Open Society Foundation од Њујорк, кои што од самото основање на ХОПС до во сите овие 25 години навистина ни овозможија огромна поддршка, затоа што не е лесно да се обезбедат средства за програми какви што ние ги работиме и за целните групи со кои што ние работиме поради предрасудите и стигмата што постојат дури и помеѓу донаторите. Од тие 70%, да речеме, некои си 50-60% отпаѓаат на средства што ни ги овозможувала фондацијата. Потоа имаме од европски проекти, значи имаме делумно дали национални, партнерски, самостојни, регионални европски проекти. Потоа имаме од UN агенциите финансирање, например, конкретно за работата со деца во социјален ризик. Посебно во време на COVID доста соработуваме со УНИЦЕФ. И останатите 20 и нешто проценти, скоро 30 отпаѓаат на финанси од јавните буџети, односно државниот буџет и локална самоуправа. Значи центарот што го кажав за рехабилитација и реинтеграција од 2012 година е поддржан делумно, нели, не целосно, меѓутоа во добар дел е поддржан од град Скопје, иако како што спомнав во изминатите 2 години се скратија средствата и од локална самоуправа и од државното финансирање. Значи, тие сепак може да се каже дека меѓународните донатори ве држат на некој начин во кондиција. ХОПС беше познат порано, ајде да речеме, сте работеле на многу програми, бевте препознатливи за борбата против ХИВ вирусот, против последиците од ХИВ вирусот, развивањето на сидата и така натаму. Но во последно време како да не се зборува премногу за тоа. Дали тоа значи дека болеста е победена или се уште постои? Значи вака, јас не би говорела за болест, би говорела за ХИВ вирус. ХОПС првенствено и една од главните цели поради кои што постоиме, нели, е заштита од пренесување на ХИВ вирусот помеѓу, како што ние ги нарекуваме, клучни популации, односно популации кои што се под зголемен ризик да може да се заразат со ХИВ. И се уште 25 години работиме на тоа, работиме на превенција, значи преку, како што кажав, размена на опрема, давање на кондоми за безбедни сексуални односи помеѓу клучните популации да се прво спречи пренесувањето на ХИВ вирусот, понатаму исто така заедно со партнерските организации кои што работиме преку нели националната програма за заштита на ХИВ на населението, како што се HERA заедно Посилни стар и други, сега да не ги именувам сите, нели 14 организации. Работиме на тестирање, значи на времено тестирање, значи да се допре до што е можно поголем број на припадници од овие клучни популации, затоа што колку понавремено ќе се истестираат, толку понавремено третиот елемент е вклучување во третман. Значи, ХИВ вирусот можеме да кажеме во одредени земји дека се приближуваат и кон тоа да
тој, да не речеме, целосно се искорени, односно се спречи неговото ширење. Например, во Велика Британија имаат одлични проценти, над 80% од клучните популации се опфатени со превентивни програми, од тие огромен број се тестирани и од тестираните, тие што се пронајдени дека се позитивни, се скоро 90% влезени на третман. За жал во Македонија, иако тоа се глобални цели преку Обединетите нации на кои што и како држава си имаме обврзано, се уште не ги исполнуваме како држава. Државата треба да се свести независно кој е на власт, дека ова се програми од национален интерес, не од партиски или не знам каков интерес, и дека мора да се финансираат соодветно за да не ни се случи епидемија. Значи, ХИВ вирусот не е искоренет, посебно не во регионот и во Македонија. Ние од овие проценти што ги кажа, значи глобалните цели за до 2030 година е 90% од луѓето да бидат вклучени во превентивни програми, од тие 90% да бидат тестирани и од тестираните тие што ќе бидат откриени дека се ХИВ позитивни да бидат 90% вклучени на третман. Меѓутоа во Македонија заостануваме со овие бројки и се движиме некаде во размак од 50-60% во овие три глобални цели, што секако дека не е далеко од задоволително. Која е преваленцата? Колку имаме во Македонија? Во просек, значи, досега од почнување нели на тестирањето, да речем, од кога знаеме дека постојат ХИВ случаи, вкупно околу до минатата година 23-та, како што беше, до околу 500 има нели регистрирани ХИВ позитивни лица, од кои да речеме сигурно 1/3, не знам точно бројка, сега не ме фаќате за збор, се веќе и починати. Од другите што се вклучени на третман, значи од тие што се вклучени на третман, што навреме биле вклучени на третман, тие функционираат одлично и може да се каже дека третманот е всушност и на некој вид и превенција, затоа што толку добро делува што сосема го супресира вирусот и да речеме вака најнародски кажано, тие луѓе што се на третман, што го имаат ХИВ вирусот, а што се на терапија, што се на третман, толку се намалува ХИВ вирусот кај нив што веќе да речеме не се ни заразни, односно не може да го пренесат. Тие терапии се многу напреднати, колку што можам, колку што следам јас. Па да, и напредуваат, за жал кај нас ние инфективната клиника нели го води тој дел, меѓутоа ние сите сме заедно во целата приказна и секогаш се бориме заедно да секогаш се следат новите терапии, како излегуваат нови терапии, меѓутоа за жал најголем дел од луѓето што се вклучени на терапија, сега не ме фаќате за збор, ама сигурно половината од нив се на некоја постара терапија. И би требало државата да вложи во тоа, меѓутоа со средствата кои што ги добиваме преку програмата, националната програма за заштита на населението од ХИВ, во која што нели се преку која што државата ги финансира и нашите услуги за превенција од ХИВ. Значи најголем дел од средствата од оваа програма одат, околу 89% одат за терапија, но сепак и тие не се доволни, затоа што, како што реков, терапијата нели постојано напреднува, семено колку посовремена терапија, толку подобри ефекти ќе даде во третманот на ХИВ. За жал не, остатокот, минималните некои 13% што остануваат, се вкупно сите средства со кои што ние треба да ги обезбедиме програмите за превенција како граѓански сектор што работиме на остварување на оваа национална. Да. Добро, и еве за крај, планирате ли некако да ги одбележите тие 25 години на постоење? Да, денеска одбележуваме, ќе имаме роденденска прослава, да речам, значи затоа што навистина вреди да се одбележи една ваква борба и сите успеси кои што досега ги имаме постигнато со нашите соработници, партнери, пријатели, корисници. Значи, еве и вас како медиуми ве покануваме, доколку сакате како пријатели и поддржувачи да дојдете вечерва на настанот без обврска нели за камери, за снимање и да ни се придружите во оваа прослава. Значи, програмата ќе се случува во јавна соба, ќе почне од 19 приемот од 19 часот, од 19:30 ќе имаме официјален дел кој што ќе го води нашиот ценет уметник Игор Чамбазов, каде што нели ќе ги кажеме достигнувањата на ХОПС и ќе дадеме признание на 20 наши поддржувачи, индивидуалци, организации кои што си во овие години биле постојано покрај нас како организација и заеднички сме се бореле за остварување на сите овие цели. И потоа ќе имаме малце така позабавен дел, аукција која што исто така ќе ја води Игор Џамбазов, преку која сакаме нели
повеќе да подигнеме свеста за донирање, затоа што донаторската култура, да, ние имаме некаква донаторска култура како нација, меѓутоа тоа најчесто е за, да не речам болни деца, најчесто се донира, меѓутоа дека постои можност и потреба да се донира и за други активности во општеството. И за континуирани програми. И на крај забава, нели, со Сонја Исмаил, каде што сите ќе се забавуваме со незината добра музика. Да, добро, ви благодарам уште еднаш за ова гостување. Ви благодарам и на вас за поканата и се надевам се гледаме вечерва и во друга прилика. Да. Со ова гостување на Хајди Штериева Симоновиќ го завршуваме првиот дел од емисијата. Продолжуваме со реклами и потоа се враќаме во студио.